сега да посакам добро утро на нашата гостинка и на Сузе. Овој пат според информации од блиски кругови, поточно од Сузе Турунџиева, станува збор за една специјална, посебна гостинка. Тоа е Душанка Петрушева. Добро ви утро. Добро утро. Колку што разбрав, вие сте биле Добро утро и Сузе. Добро утро. Вие сте биле иноватор, така, и имате измислено 10 машини. Голем број машини, така да... За какви машини? Ама на хартија се ставени, тие се соларни колектори, повеќе типови, просторни соларни колектори, со кои може да се изедначи климата на целата планета. И имам потоа имам маглосмукалки, ветросмукалки, облакосмукалки, тоа се нели машини. И најважната машина, протонска централа, тоа е добивање на електрична енергија од сонце. Тоа на хартија, сите се машини само на хартија ставени, иначе може да послужат на тие луѓе што работат во тие области како идеи да може да ги прават машините. Освен браво и честитки, не знам друго што да ви кажам, Сузе, очигледно ќе имате многу што да зборувате, така што Ке смукаме магли, ветар и се останато. И да се изедначиме температура, би било идеално. Дај Боже, да правиме нешто добро и дај Боже тие сите ваши иновации еден ден вистина да дојдат во вистинска смисла, да бидат употребливи, а не само на хартија. Добре ни дојдовте во студиото на Алфа телевизија. Добро ви најдов и поздрав за гледачите на Алфа телевизија. Душанка, вие сте една многу интересна личност и верувам дека овој разговор кој што ќе го имаме нема да биде обичен разговор, ниту пак темата која што ќе ја наметнеме покрај вашите иновации за кои сте стручна, се разбира, вие сте инженер на технолошки науки, технолог, да. Човек кој доаѓа од областа на истражувањата, науката, меѓутоа една друга ситуација која ве смени, започнувајќи од вашата 30 и некоја година, па се до денеска, ве фрли во една друга област, во областа на предвидувањата или следењето на инструкции од Бог. Од Бог, така Бог се јави. Нели, ние мислевме дека Бог нема, нели, или кога имаме потреба, тогаш го бараме, дема тоа не е нормално. Кога ни е тешко, кога ни е мака, обично му се обраќаме на Бог. Да, тогаш мораме, нели. Меѓутоа тој и така ми се јави и рече, време е да се јавам на луѓето, ќе работам со тебе. Така да и тие машини не се мој изум, него божествена конструкција. Да, тој ми ги кажуваше и машините. Така да, значи, Бог не учествува само во црква, него ги води луѓето и во сите области, така да... Ја се радевам дека гледачите нема погрешно или не знам, негативно да го протолкуваат овај наш разговор, заради тоа што нас ни е задоволство да презентираме луѓе со секакви животни приказни, а вие имате па една вистински несекојдневна животна приказна со оглед на тоа што токму оваа книга за која еве сакав и да ја искоментираме со тие ваши предвидувања или некаков вид на нова света книга со сите ваши истражувања и научни, ама и лични, се она што вие го добивате и го примате како информација, сте го запишувале овде повеќе од 3 децении. Скоро 4 децении ја пишувате оваа книга. И не ви се смачи да ја оставите. Нема, па Бог не дава да се остави, нели? Рече, со тебе ќе работам, времето е под моја контрола, и така, кога... Бевте ли скептик некој период со оглед на тоа дека многу луѓе не веруваат на работи кои што на другите им се случуваат и секогаш велиме дека треба лично да се доживее нешто за да сватиш дека не е некој човек не е добар со паметот, како што би рекле останатите, затоа што најлесно е да осудуваме нешто што не можеме да го видиме, да го опипаме материјалното. Кога се јави Бог, реков, леле, што ќе правам сега, што ќе речат за мене, така нели дека не одев на црква, а и тие што се дружев и тие не одеа на црква, другарки, нели, никој не одев. Вие сте инаку од Кочани. Од Кочани, поточно село Соколарци, основно образование сте завршиле во родното место, гимназија во Кочани, а технолошкиот факултет го завршивте во Скопје. Пишувате во вашата книга за многу нешта, започнувајќи од научни истражувања, бидејќи вие сте автори на други 4 книги стручна литература. Тие се извадоци од оваа, како некоја област завршам поради важноста
ја отпечатам и ја дадам на некој што работи. Тоа е за машините. И Така, тие обично. ваши книги постојат на сите факултети, машински факултети во Македонија, во Во Скопје. Македонија, во Скопје, на сите, во библиотеките на сите факултети. Да. Првата Ама книга. и вашиве книги, особено оваа последната, е многу со голем поздрав примена и на Универзитетот во Калифорнија, во Беркли. Во Зашто имаме еве вака и обраќања, имаме и нивни мејлови, писма од Беркли, Калифорнија, каде што тие се многу срекни и благодарни што Да. вашите книги стасале во нивната библиотека и веројатно не сте една од оние луѓе кои што се пратени на човештвото да му пратат светло. И Никола Тесла бил еден од оние луѓе кои што не бил сватен во неговото време, но благодарение на него денеска овде ни светат рефлекторите и имаме многу други работи, така нели? Баш, Колку е тешко, колкав багаж е да си поинаков од другите? Па, тешко е, меѓутоа ти исполнуваш, имаш задача што Бог имал доверба во тебе, што ќе бидеш корисна за луѓето, па и на крај крајва што на некој начин велите лебот што го јадеш, ти е заслужен, или си го И одработуваш. велите небитно е дали некој ќе ме дали сите ќе ме разберат или ќе ме разбере само еден. И Бог и Исус Христос го велел истото. Не е важно колку мина ќе ме следат, важно е дека еден по еден почнуваат да се менуваат и нештата. Пишувате за многу работи помеѓу останатото, како што реков, за историјата на космосот, за протонското созвездие, за нас луѓето, нашата планета, ама и за животот на другите планети. Ги спомнувате вонземјаните, инвазија за вонземјани. Што знаат вонземјаните за нас? Вонземјаните за нас знаат се. Нивната мисија, нели, ние Бог кај нас рекол, чекайте ме, ќе дојдам. А кај ни наредбата е, вие сте одговорни за тоа созвездие и нашето созвездие. Вие треба да идете да ги спасите, така да тие се небесни војски, освен ангелите и вонземјаните. Да. На кого е наменета оваа книга? Оваа книга е наменета за сите, поготово за научници, пошто не можеш сериозно да се занимаваш веќе со наука ако не ја прочиташ книгата. Книгата е се наука, нема ништо од црквата порано што е пишувано. Порано во црквата Значи, оваа книга е врз научни истражувања напишана, се така? е наука. До сега е користена науката што имат луѓето истражување, научниците, и сега кога ќе прочитат, сега луѓето ќе видат дека тоа што е пишувано и на некои прашања они немат одговор. Например, има две магнетни полења во земјата делуваат, едно електронско и протонското од надвор врте во друга насока, така да тие се мислам чудно е, нели, зошто вртат во спротивни насоки. Тоа се едното е Бог, протонското поле, а другиот е тој ѓавол што го викам, или јас во книгата нечестникот го викам, пошто се од нас е несоодветно за иста генерација со Господ, а тој без карактер, така да крадец. Околу машините за кои ве праша Искра на почетокот, сум многу и јас љубопитна да слушнам што значат тие ветросмукалки, особено што значат сонцесмукалки. Како тие би можеле да се применат? Тие се сонцесмукалки, јас са полесно сите да ги разберат, тоа се колектори ние што ги викаме. Колектори на сончева енергија или сонцесмукалки, тоа работат. Така. Дека случајности не постојат е и составот на гости кои што го имаме ние денеска, односно следните три гостинки кои што ни доаѓаат после вас, а после вас ни доаѓаат три ваши помлади колешки. Тоа се студентки на Технолошкиот факултет кои што во септември заминуваат за САД на бизнис состаноци затоа што се едни од оние иноватори ваши колешки, значи токму овие книги ќе бидат, верувам, применети од овие три млади дами, Бисера, Ангелина и Надица, кои ги очекуваме, а ќе ги запознаете и подоцна кога ќе стигнат. Тие се победнички на премиерната сезона на првото реално шоу за стартапи Founder Games, кои ќе патуваат во Силиконската долина. Имено тие дизајнираа нешто многу интересно и се токму по оваа научна работа и верувам дека и ова не е случајност кога денеска сте гости во истава ова емисија. Не сум знаела, меѓутоа. Значи, велите, земјаните знаат се за нас. Се, нивната мисија е тоа. Да, дојдат и нас да не спасат, пошто ние имаме, нели, оружје за нуклеарно оружје за што можеме да се ја уништиме планетата повеќе пати, така ли? Да.
Почвата ни е загадена, водата ни е загадена, воздухот ни е загаден и тоа не е се. Глобалното затоплување ние сами го предизвикавме, тоа со нашата наука, пошто тука лукавиот владее повеќе. И плюс тоа сега најновата опасност, тоа ни од овие наночестичките, што во компјутери сега во роботиката, нели, пак лукавиот пак ќе ни кажува за роботика, пошто Да, вештачката интелигенција и тоа како влегува на голема врата? На голема врата тие се честички многу ситни преку почвата, преку водата. Ние ќе си јадеме храна, храната преку крвта во мозокот, така да уште понадоле ќе одеме. Според информациите кои стигнуваат велите до вас, затоа што сте сигурна дека сте одбрана една од оние кои треба да ги пренесува информациите на човештвото, на луѓето и да ги буди малку по малку. Што ни се случи со пандемијата, со вирусот COVID-19? COVID-19, па јас сега малку прво друго сакав да кажам. COVID-19 тоа пак е од Господ. Пошто оваа книга има големи реформи и сега тука, нели, на нашата планета делуваат и двојцата повеќе сега. И Господ има творби, а и ѓаволот има творби. Кои се творбите на ѓаволот? Дивите животни, плевелот, инсектите, домашните цветиња. Пошто домашните цветиња, он директно ни влегува во куќа, нели, преку нив. Ние ги негуваме, меѓутоа они имат нивниот бран негативен, делува на нас луѓето. Дивите животни исто делуваат на нас луѓето. Наши цветиња се полските цветиња на Господ, мислам што имат избран како ние луѓето. И питомите животни се наши. Така да, тука ѓаволот повеќе ни кажува наука и затоа нели таа негативна наука. И сега од Господ, на Господ науката тука е техниката, он техниката ни кажува, нели, храната ни дадена од Господ, облеката од Господ, нели, волна, свила, памук, тие се природни материјали и не ни штетат. А хемијата е од ѓаволо. Тоа се е шетно. Хемијата како наука треба да се исклучи од образование, пошто сега го знаеме, точно ние знаеме нешто е штетно, меѓутоа гледаме некоја граница, ето толку е корисно, натаму штетно, целото е штетно, после ти хемијата лукави остоа. И сега ова никој што не го знае, на мен ми се на крајот кажа, Бог е светлина, нели? А другиот што е? И тоа е светлина. Исто како ние луѓето, нели, што војуваме едни со други, тоа најчесто со комшиите, ние луѓе, они луѓе. Господ е светлина, ѓавол и тоа е светлина. И сега Господ е протонската светлина, а ѓаволот е струјата, што викаме Никола Тесла, е оваа електричната енергија, тоа е ѓавол. Преко неа тој делува на нас од пронаоѓањето на електричната енергија до натруфувањето на нуклеарното оружје, колку кратко време помина. Тоа ти е... Значи, според вас, ќе бевме посрекни и поспокојни да никогаш не доживеевме некој прогрес технолошки, да го немавме и интернетот. Машините се од Господ, интернетот може сега со оваа мојата протонска централа и овие фотоволтаичните централи, тоа е од Господ, таа е енергија од Господ, сончевата енергија. До сега имаме фотоволтаични централи, тие ќе останат, оно друго треба се да се уништва. И протонска централа, тука имам дадено шемата, таа може да се прави. Тоа од Господ ќе биде. И плюс од Господ, пошто да спрече нуклеарна војна, од него е класичното оружје од Господ и сега и овие ти што викаш COVID-19 и тоа од него. Ама предврна, ја мислам барам, па немате, они се борат, ние сме така барам да се објавеше книгата дека сериозно тоа што пишува тука е сериозно, ќе има последици, ќе има... Оваа книга, точно тоа и сакав да го кажам, е објавена во мал број на примероци, со оглед на тоа што вие немате финансиска поддршка за да можете да ја масовно да ја издадете и се разбира немате тим кој што го работи сето ова, но јас сум сигурна дека ако е дадено да стаса до голем број на луѓе, таа секако ќе го најде патот и ќе се најдат и луѓето. Да, 50 броја само издадено, дека бев приморена, а сега имам пари уште или 50 или 100 броја во август ќе ги издадам, така да... На колку библиотеки ја имате подарено книгата? Ја имате сега донесена? немам, сега ја ставив само на некои новинари ја дадов, нели како да знаат луѓето, да бидат обавестени луѓето дека има книга, да може да ја купуват.
и ја стави во Топер издавачката куќа ја има и во Сакам книги во таа издавачка куќа. Меѓутоа сега во август ќе издадам уште некој, така да пред се треба со работници Како некој да можат да потери ве работа. комуницираат? Имате ли нешто, некој профил на социјалните мрежи каде што би заинтересирани гледачи кои што им е интересна оваа ваша приказна, може би сакаат да бидат и дел од овој тим истражувачки, научен, каде што Не е баш научен, Сузе, тие се од глави пишувани, јас сум просечен студент бев, не сум некоја била, да речеш, супер студент, да, но супер сепак студент и нормално да очекуваш од мене вие сте скромна по природа и тоа го Да. забележав уште веднаш. Меѓутоа, велите дека се што е тука напишано е со некакви научни докази, Не, има тука и научни, меѓутоа е цртежи. науки. Да, има тука и цртежи кои што верувам дека не се случајни, како сето тоа сте Да, го. како Бог ми кажува, она, кога сака некој, нели, да он ти покаже слика, или ти шепне, или ти дојаве, пошто со тебе работи така да е тем приближено. И тогаш ти е јасно, нели, што сака да каже и што треба, тоа е. Според вас, според вашите предвидувања, која е најголема опасност за човештвото и уште колку ќе имаме живот добар, би рекла, на планетава Земја? Па еве, со книгата Еднос добар живот ќе имаме. Тука е напишано што треба да се работиме и продолжуваме понатаму со населување на прво на нашето созвездие, месечината, Марс, пошто метал, кога се однесе тамо, ако се однесе магнетичен метал, он може да зголеме тежата на месечината, така да ќе не држи нас луѓето, нема да лебдеме, нели сега лебдат, пошто е мала тежа. А кога ќе се однесе магнетичен, тоа е руда, што ќе се баде од земјата и нас и така не ни треба толку многу што ќе ни метал. И така може месечината да се населе. Ако е многу магнетичен руда, ако се однесе дури водата ќе бега и воздухот ќе бега, ма и ние и така нели ќе носиме. А и земјаните ако стигнат пред тоа и они ќе имат машини, они ќе со нив уште полесно, а и сами можеме нели да пробаме. Меѓутоа ние треба да раѓаме што повеќе, нели абортус се забранува, како и до сега Господ што го забранува. Наши растенија, тоа плевел, се треба да се исчисти цела планета, пошто од тамо лукавиот преко него делува, тоа негова творба, он е во нив. Преку плевелот? И преку плевелот, и преку диви животни, тие миленици дома, тоа е негативен бран од дивите животни. Он си чисто дома те влегува во куќа, да те ставе под контрола. Меѓутоа, освен на сега ако го чуваш ти, нели тебе нема да те напаѓа, пошто преко тебе дома ти влегува што друго. Напаѓа други луѓе, меѓутоа нели ние умираме и кога умира тогаш не можеш брано да ти го извлече Господ. Нели тогаш кога умираме, брановите не ги извлекуваат брановите, екипа ангели, нели тие ги извлекуваат брано го носат на месечината, например. Те си оде не умираме ние. Имаме вечен живот, само се природуваме. На месечината оде брано и некој од фамилијата ако роде, брано се браќа пак во твојата фамилија. Например, ти децата ни се уствари предците наши. Баби, дедовци, баби, прадедовци, починат и Господ ги заштита тогаш, пошто ние сме како нели живеалишта куќи на Светиот Дух или на протонски бранови. Ако го умреме, пошто слаби нели не заштитен, екипа на јаки ангели не однесе до месечината и кога некој наш од фамилијата роде, они пак се враќат. Така да се природуваме. И тоа е охрабрување за луѓето да не се сегират најлеко почине. Нормално треба да живееме до крајот, да си го живееме векот. Меѓутоа и да умре, тој се директно раѓај. Тие што ни се блиски во фамилијата кои раѓат, они се враќат, тие пак се дојдат. Драгица, ви благодарам многу на овој необичен разговор. За нас е необичен, се разбира. И за гледачите може би е необичен, но... Необичен и за мене, кога почнам се што кажува Господ, се необично, нели, ама јас прва податоците веќе сум... Да. Се надевам дека оние кои треба да дојдат до вас ќе ве најдат. Верувам дека ќе биде така. Јас имам и на вашите книги, така да тука, јас немам профил, не знам ни на компјутер да работам. Не знам ни порака да напишам, да прочитам можам, а телефона кој го бара може слободно да го дадете. Баш, договорено. Од тука, така да мене ќе ми требат помошници, јас сум веќе 70 години, немам многу сила, минимална пензија земам пешки, дека треба да идам, треба пешки до издавачка куќа и да работам, нели да продаваш и до книжара да однесеш, така да кој сака да се приклучи околу издавање, околу продавање,
околу така луѓе да се обавесат, стварно треба да се прочита, пошто ние сме, да речеме, ние се рачунаме дека луѓето најпаметни, така ли? Што е жива, што е мртва природа? Ние што викаме? Мртва природа се звездите, планетите, а жива природа сме ние луѓето, животните и растенија, што не е точно. А звездите се жива природа, они се, нели, они шом сонцето почне, цела вегетација, па и ние луѓето Господ не прави, не... Оние кои што сакаат да дознаат многу повеќе информации, се разбира ќе си ја набават книгата. Тие се новитети. Да. Така да ние сме роботи. Луѓето, животните и растенијата се роботи направени од Господ. И инсектите. Така да ние сме машини. Уствари ние подлежаме на команди. Замисли сега меѓу тоа тука 20 се, или Господ се раководи, или други. И други ако не раководе, тука рековме дека тој е појак, тие неговите творби се појаки, така да планетата не оде во негативна насока. Да, ви благодарам многу. Времето за разговор ни завршува тука, некаде ќе ги најавам рекламите, а верувам дека луѓето кои што треба да влезат во приказкава ќе ве најдат и ќе ви се приклучат.